Чудна работа, мајка. Значи на денот комана видеото претходно, автоматски ми стигна пратката од тему, бе, брат. Луѓето си се јавија културно фино, кај си, шо си, да дојсиме, не носиме, кодо прочитај го, се бидна, ја донесоја, јас му предзвонав, одма ми се крена телефон, да, средено, готово. Замерак, брат, виш убо можело да биде, така треба стално да биде со сите. За душа реков ми минатата емисија дека стварно има компании што си ја бркат работата, нема збор. Ама малце, значи сите други треба на нив да се огледат, а не да се расправат со муштери да му велат кај да ти ја најдам пратката. Кај што си ја остај, туку остај та работа. Но најнастоплива времето. Зима мање, так пролетва. И го ќе мани пролет, што излегва прво? Најдосадните суштества на светот. Комарците, бе, ба. Не комарците. За овие другите зборам. Динг, па. Ти. А што мислевте годинава нема да правиме муавет на таа тема? Не, бе, бате, годинава имам уште поголема причина. Само дај да маниме прво шпицата и после да ја јаиме пицата. Ајде, бате. Пуштај. Замисли, брат, после дожд и студ, конечно идат сончеви ден. Времето убајно. Ти си имаш млада уба фамилија, жена, дете. Си го земаш детето в количка и си излегаш и си викаш, сај ќе си прошетам, ќе си поминам за мерак, ќе вдишам воздух, ова да чист, ќе одморам едноставно, ќе си олабам. Малио го клаваш в количка, заспива бајче, убајнава. И се супер и од нигде никаде. И толку, брат. Соно пропаѓа. На малиот дуво му се пукнува. Почнува да ти плаче. Смрди корни на нафта. И се шо беше убаво, во тој момент се претвора во нервоза. Оти некое пижлаче невоспитано, на кое негоите не знаеле како љубов да му изразат, па ајде му купиле Веспа. И то кутрото што не добива доволно внимание дома, ако треба успухо ќе го гризни, вака ќе го извај само да брчи поке моторо, поке внимание да добие. Каса со забо ќе му направи. И заради едно такво човече со еден тон фрустрација уште неродено што се вели, му се расипва дено на ентон луѓе. Знаеш како да е еден, двајца, ќе речиш добро, ај помина, замина со Веспа. Не, бе, бате, колку шо има комарци во државата, толку и Веспи. Значи тоа е нешто неверојатно. Уште поако сите различно брчат. Иритантно, ама различно иритантно. Има едни што брчат на рбат. Рафал, како добош прекомпресиран. Некои толку се што дури к имат напред. Тие што возат такви изгорени се да ги јачат. Кои што си мислат си велат чопери. Го искине чопер. А не дај Боже нога пуштиш сопка ќе му клачната Веспа, ама нема врска. Толку се јаки што ако се качат двајца одма то р потешко е. Има па едни ко правосмукалки што се. Знаеш правосмукалката кој ти шмукни нешто онака кој се залепи, кој се вакуумира. Пример си бучи онака и шмукнува нешто. Е така и овие само на А епоки. Значи гази го кога сааш врти на торачето, то толку оди. И не знам оти, ама стално на такви има по двајца над 100 кила качени. Не А да прави, туку да урлавате. Можда па одмакат тие што се Веспите се претворат после по оди душа дале, не знам. Исто имаш на пример што возат на З. Бормашинава. Ако има нешто погласно то З, то чудо некој. Значи малио да ти спие в колички да помине некој зн. Е исто, еквивалентно, на пример во недела во 6 савајле спиеш и некој во зградата со бормашина почнува. И ништо не ме чуди ако истите тие луѓе што почнуваат со бормашина во 6 савајле во недела ги возат таквите Веспи. Пошто тоа е нивото на интелигенција. И јас не викам, Веспите се супер, особено за низград ако треба да оиш негде да не плаќаш паркинг да завршиш работа, топ. Ама да оиш да извозиш културно ко човек, а не како тенџере невоспитан. Јас и овие со големите мотори немам да ги разберам. Градско подрачје луѓе спијат, работат, прат нешто, деца спијат, небитно. Не е џабе со закон забрането се прави галама. Тие ко пусти го да ами излези на автопат, прави колку сакаш бевате. Или ти нема тато дајано пари за бензин за на автопат да излези. Значи немам да го разберам, ама ај ке речиш голем мотор, голема галама прави, може да му прави нешто внатре, ете, тестостероно му го подвижва, не знам што да речем. Сам то сигурно не се прави заради некаков недостаток. Нема шанс. Тој оти така сакат се прави. И не го сваѓам мајка ко бил. Овие со Веспите што мислат? Нема погрда галама од тие Р, А и З. Што мисли дека постигнуваат море? Демек ќе ве види некој зн и ќе речи, баре човек, мажиш те, еј. Нема да речи, може евентуално да топцуе. Пошто ако има една категорија на возачи што се најмногу пцуени во општеството, моторџиите
се сигурно. И пак за големите мотори, по големиот дел луѓето ќе опција, ама ќе има луѓе што ќе речат, море шубав моторот, има љубители. За Веспите што ќе речат, море. Љубител на Веспа не постои. Можда по некој чупе што си романтизира за тие италијанските Веспи, ама ги романтизира со некој италијанец од филмоите, а не со некој смугре средношколско. Иначе други љубители на Веспи нема бате. Значи технички вие сте најпцуената категорија во светот. Пошто одум го вадите народо, полсат ви треба помините. Од она му се слуша дур те помини, дур замини, бате, 3 пати ќе заспие малото и 3 пати ќе се разбуди. И немам да разберам како може толкаво невоспитување да постои. Значи гледаш луѓе, фамилија, гледаш количка, има бебе внатре. Ако бебето е в количка, имаш 90% шанса дека спи. И ти наместо поминиш по-бешумно да биш човек, тебе тогаш ти текнува да и шо ке речи бебе. Ке стани мали од количка, ке дзирни, ке речи море, јак маш. Еваков сакам да видам кој пораст. Шо ветер? Или деме кој сум јас, никој не ми се може, ганстер лук ке терам. Ти имаш видено ганстер на Веспа било кога, било каде во животот? Нема. То може само во глата твоја да биде така евентуално. Максимум глајте на другари. То понашање не те пре нити ганстер, нити фраер, нити мангуп, нити кабаде, ништо не те пре. Тоест те прави ништо. Едно невоспитано, исфрустрирано, комплексирано, ништо. Па уште не тргнува како што треба, речиш полека, немате. Ги силат одма, демек да видиш колку е стартното. Му прат. Не ни возате ен по еден, бевате се берат во групи. И замисли ти едно по едно да ги слушаш колку нечини, па теко и слушаш 10 различни иритантни звуци истовремено. Ги имаш и р, и з, и а, и у, и све има. Па не правиме муабет колку ни закон се почитува, ни култура во возе, ништо бате, ништо. Застанват на сред улица, паралелно си возат муабет си прат. Тоа е само и само заради пусти джентал паренти. Пошто на времето ако те видеше некој што те познава да правиш такви перенди, малце поинаква беше приказна. Кој зборам јас ти не знам да одат во група, не па да возат во група. Ке видиш поширок сока 10 души едно до едно наредени, не еден зад друг во гужвата да се движат да не прат зас небат. Не баре фалангата на Александар. Наредени линија вака цел пат фате. Дип нема толку широки патишта, иначе гарант така ќе возе. Ќе го видам јас Адам во иднина, такви глупости ја прави по патот. Ќе биди весел. Не ти е филмојте опасна работа. И за гарант ќе има коментари од типа, ајде ти љубоморен си, ти немаш. Прво и основно не е достигнување како ти кажеш. Преби да имам милиарда други работи, отколку да имам Веспа. Замисли сон да ти е Веспа да има. Боже, а сигурно ќе има и коментари од типот, ама чупињата ги сака. Море, Веспа може да сака чупиња што си изгорени за внимание, ко вас така. Поентата е да најчупеш што ќе те сака тебе, таков шутрак кој што си. Пошто чупеш што вреди, нема да му е гајле дали имаш Веспа или не. Ако треба и на магаре ќе дојди со те. Да не правиме муабет што сите се правите бабачко со тие Веспи. Земи качи се на точак, сврти со тој точако малце. Фати женска со точакот те видам. Точак еден. Кажува тука чупињата, Веспите не знам да му кажувате море. Тие филми може евентуално на некои врсници или помали од вас да му продаваат. Кај мене не врви. Тука врви само времето за епизода. Така што тука ќе завршиме приказната денес. Па здравие, наредна епизода ќе дојме уште повесе. Толку од мене, поздрав, имајте убав ден.